Почитувани гледачи, добро вечер и добре дојдовте во уште едно издание Јади бурек на ТВ Сонце. Вечерва гостин во студиото е Страшко Олунчев, председател на Се Македонскиот национален совет Македонија. Добро вечер, добре дојдовте. Добро вечер. Се слушнавме ние пред пар недели кога, што се вика, на нога од улица ве повикавме на телефон кога имав гостин овде во врска со протестите кои ги организирате. Пред да стартуваме околу целава програма и сето ова што се случува и една сондажа или частна анатомија, што е Се Македонски национален совет Македонија и кој е се таму? Ние сме организација на македонците од цел свет. Значи имаме своји представништва, своји делови од организацијата во нашата емиграција, во нашето иселеништво во Австралија, во Соединетите Американски држави, во Канада, Западна Европа, во државите во Западна Европа и нормално и овде во матечната држава, каде што покушаваме во овие моменти на турбулентни историски времења за државата, за македонскиот народ, да максимално одговориме на сето ова што се случува и во парламентот, и со владата, и воопшто во целокупната политичка ситуација во државата. Некаде од средината на минатата година започнавте и со организирано делување. Да. Имено почнавте да ги искажувате своите ставови не вака само по емисии на пресови, туку и излеговте и на улица, што многумина се осмелува во последно време или прилично се откажа и така натаму. Па ајде малце ме интересира зошто сметате дека дојде време за да се излезе на улица? Еден податок ќе ти дадам, еве и јавноста нека знае. Посетата на Бојко Борисов, кога го подпишува договор во владата, протестиравме 12 луѓе. Ама доволно јасно и гласно го искажавме својот револт, од причини што сметаме дека не може некој кој што дал заклетва дека од позицијата која што ја држи, ќе ги брани македонските државни национални интереси, да се однесува така. Ова што се случува во Македонија, веројатно во догледно време ќе се изучува во некои учебници по историја како класика на предавства на сопствениот народ и сопствената држава. Не е смешно, трагично е. Ова што се случува во Македонија е нонсенс во светската политика. Значи, се случува финиширање на нешто што се нарекува, да кажеме, распарчување, ништење, затварање на македонското прашање, кое што веќе има направено многу обиди да се затвори, меѓутоа ова е финиширање на Букурешкиот договор. Премногу работи се случуваа после таа 13 година. Премногу тортури има истрпено нашиот народ. Значи, максимално се прават напори за детерминација, буквално на се што е македонско, се што значи македонизам. Значи, окупираа наши територии. Пиринскиот дел го деноминираа со тоа што го прекрстија во Благоевградски округ. Беломорска Македонија, Егејска Македонија. Тоа што се случуваше таму е нешто што, например, еве денес евреите нонстоп промовираат за нивниот холокауст. Меѓутоа тоа што се случуваше со македонците во Пиринска Македонија, во Беломорска Македонија, тоа е каде со поголема тежина по однос на ова што они го промовираат како нивна историја, нивни страдања. Значи, имаме една ситуација во моментов каде што се покушава со деноминацијата на Македонија како држава, буквално да биде збришан името Македонија како назив, како име. Нешто што не е запамтено.
Јас морам да кажам, покасно сигурно ќе се осврнеме и на тоа прашање. Осврнете се веднаш. Ама не чекајте слободно. Еве, и разговаравме пред малце, значи повелбата на Организацијата на Обединетите нации. Добро. И сето она што се прокламира таму се базира на самоопределување. Не, на меѓународниот суд на правда. Од 48 година. Не ве разбирам. Меѓународниот суд има донесено начела по кои што се формирани Обединетите нации. Така. И таму не е дозволено по никој основ на некому да му биде оспоруван идентитетот според меѓународното право. Спор за нечи идентитет, за да го оспоруваш некој дека е правен субјект, не постои. Ова што се прави од 93 година наваму е една типична местенка во која што се означува почетокот на крајот на затварањето на македонско прашање. Значи, премногу организации кои што се декларираат дека се of human aspect, човек кој прави така натаму, декларативно едно истапуваат, меѓутоа во пракса се случува нешто сосема друго. Например? Па еве нас не негираат. Кој? Обединети нации, Европска унија, НАТО. Ти викаат да, ќе ве примиме, ама прв услов е промена на вашето име. Правно, во право сте, се согласувам, но сега бидејќи ова се така едни, пазете, ова не е игра за наивни. Апсолутно. Ова е толку и нити се они толку наивни будали да не знаат како да ја одиграат. Значи, никаде они не викаат сменете идентитет, они викаат решете го проблемот со името. Што во право на суд, ако отидете дипломатски термин. Така. Сега ние ќе реагираме нормално, ама они се чисти, рацете им се измиени. Зашо? Значи, немаме документ за кој можеме да ги фатиме. Значи, земи го пример случајот со нашето државно знаме. Добро. Со сонцето. Добро. Значи, они буквално ги принудија нашите политички елити сами да донесат одлука во Македонското собрание и денеска ти викат, па вие сами си го променивте вашето национално знаме. Ја кога се случи во тоа, господине Олунчев, дали видовте некој Сома. Олунчев? Да. Како изговорив, извинете? Сома. Добро. Олунчев се извинува. Може би така малце некој зап ми фали, па Така. Ја не видов во парламентот и околу парламентот луѓе со пушки, со снајпери, не видов ножеви под грло на нашите политичари, а тие политичари и денеска се актуелни во кои овој народ уште се крсти. Значи, многу убаво кажавте. Како спомнува, не, бидејќи ја имам некои тези, може би ве навлекувам на моја вода, ама нема да бидам вулгарен па да ви ставам зборови во уста. Но, пазете поентата што велите. Значи, која донесе одлуката за знамето? Ние. Тие политичари од Марсли слета. Не, ние ги избравме. Овој народ ги бираш. Манипулиран бил, не бил, знаел, не знаел, јас све тоа разбирам. Да, представува официјална власт. Ја не видов дека откако го сменивме знамето и името, дека имаше протести, дека имаше палење, дека имаше тотално блокирање на Имаше. 500 радишни, меѓутоа имаше, еве ќе ви кажеме на податок. Еве од тие патриотите од кои ние толку многу народ се крстеше дека се на заштитници. Ајде, нели велиме СДСМ ги знаеме, они биле предавници. Еве ги патриотиве што направи истите. Зборам ВМРО ДПМН, најголемата опозицијска партија. Значи ние збориме значи не може господине Олунчев, не може да не биде широк. Вие, вашето делување е супер, но вие ми делувате како храбри луѓе опишани како Дон Кихот. Никој нема зад вас, ни партија, ни народ, ни ништо. Тенко е. Зошто? Затоа што партиските машинери кои се изградија со децени не ви даваат поддршка. Зошто? Затоа што партиите
по мое мислење скромно. Они со две раци имаат веќе подпишано и сега е прашање како ќе се протне промената. Ќе ми дозволиш? Колку сакаш, ја ти улета вака како багер. Не, апсолутно не ми смета. Сакам јас да слушам и други мислења. Ова е мислење на гледачите, ова што се јавуваат секоја вечер, 2-3 месеци. Се што се случуваше во Македонија последните 25 години. Добро. Значи, тука со тебе ние сме генерацијски близко и знаеш и ти самиот дека 78-79, добро. Помалци од мене, тоа што простиш. Се шегува, да. Се што се случуваше во Македонија од самостојувањето навака. Добро. Значи, внимавај, владата на Клюсев прво беше наречена експертска влада. Така е. Со еден широк консензус на сите политички чинители, парламентарните партии во тоа време. Дојде владата на Клюсев, изгласа, значи донесоа одлуки, прогласија самостојност, донесоа одлука за референдум и после тоа истите политички чинители, зборам за тука е, значи треба да разграничиме. Членството на партиите е една работа, раководствата на тие партии се нешто сосема друго. Значи времето покажа дека раководството на политичките партии се нешто сосема друго за разлика од обичниот народ кој што членува во тие партии. Изгласа, значи таа влада на Клюсев да падне. Падна владата на Клюсев, дојде мислам дека Бранко Црвенковски дојде премиер после него. Така. И почна она салто мортале во македонската политика. Значи зборувам тука за што? За крупни дејања. Имаш атентат на председател на држава. Имаш промена на државното знаме. Имаш некоја си приватизација на општествениот капитал, каде што ги оплячка, значи општествените фирми кои што беа стварени со трудот на народ 30-40 години, така? Добро. Тие фирми, они ги направија акционерски друштва, ги спомпаа парите надвор, народ го пуштија на улица, технолошки вишоци, стечајци прогласуваа, шоти не прогласуваа, за да на крај да го домолзат народот, му измислија штедилници тап и лавци. Македонија 90-91 година имаше, јас колку што се сеќавам, две банки. Едната беше Стопанска банка и другата беше Љубљанска банка, онаа што аферата се сеќаваш, така? Добро. Поентата? Поентата е следна. Значи, на сета сиромаштија што му ја предизвикаа на народот, му измислија банки. Денеска тие банки буквално го контролираат народот и го имаат врака. Со подигнати кредити, со картички, со, ти реков ми рече секакви... Мислам дека е тоа секаде така. Секаде регионално, збораме. Да, ама кажете ми вие мене, како може Љубљанска банка, која што остави еден трак тука лош во Македонија, затоа што се случи тој период 90-91, денеска е најдобра банка во Македонија, НЛБ, нова Љубљанска банка. На што алудират? Алудирам на следното. Македонскиот народ. Ние имаме цела партиска банка, НЛБ уште и така. Имаме цела партиска, каде што исклучиво со партиска книжка можеш да бидеш вработен. Да сам работите, значи до и то македонска национална едина банка. Молам, дај ми малце простори, слушајме. Значи, господин, имаме председател кој што прифати тогаш рекоа разговори за името. И ќе траеле 3 месеци. Еве ги денеска траат се претворија во преговори. Имаме еден премиер, после него, Бранко Црвенковски, кој што буквално ја збриша македонската економија. Имаше случаеви каде што ВМРО ДПМН во тој период 94 година се повлече од изборите. Му остави простор да прави што сака. 4 години да ја приврши, значи да го приврши грабежот на општествениот капитал. Награда за тоа дојде 98-ма, таа Тајван дипломатијата, ако се сеќаваш, оној автобусот на Љупчо и на Тупурковски, го прелажаа народот и му стокпија војна 2001 година. Македонија беше нападната од еден протекторат тогаш се уште, значи Косово не беше. И дојде ред денеска некоја си влада македонска да го призна Косово. Имаме една порозна граница таму, решето
Си влегува, се излегува кој кога сака, не му треба пасош, не му треба ништо, карта апсолутно ништо не му треба. Се носат закони на кој како му одговара. Не е видено, не е чуено во таква ситуација да се дозволи, например, еве овој од Косово има право на многу нешта тука во Македонија, лекување по медицинските установи и така натаму. Секој дете што се роди во Македонија по автоматизам станува македонски државјанин. Издадува 180.000 фалсификат државјанства. Со 20 сфероци издаваа државјанство на времето. Значи, насила направија еден демографски бум во Македонија, каде што покушаа да го сменат соодносот на македонскиот народ со делот од она малцинство за кое што денес тврдат дека се 20% на основа што е заснуван рамковниот оној капитулантски договор кој што го потпишаа и Бранко Црвенковски, и Лјупчо Ѓорѓиевски, и Борис Трајковски заедно со овие нивните и странските емисари. Леотари Пертио, мислам, тој го потпишаа. Ако се сеќаваш. Се сеќавам. Значи, имаме една ситуација каде што се воздржувам на Македонија му се вознемирувате, барате простор веднаш ако нешто кажеш. Му се смена на Македонија. Зошто? Јас деновиве, знаеш, ме провоцирала со пописот. Не постои политичка партија во Македонија, внимавај, која што сака во Македонија да се спроведе попис. Зошто? Ја ќе ве прашам вечерва, зошто? Не му одговара Јанко. Што излезе на површина сет фалсификат и од изборите и основата на што е заснуван на рамковниот договор. Еве еден податок, провери го новинарци, мислам дека може да дојдеш до тие податоци. Секој здравствен осигуреник е по основ на матичен број, така. Значи и најмалото бебе е здравствено осигурен, преку татко му, преку мајка му и така натаму. Што ако излезе дека, например, албанско малцинство е 14,7% во таа листа на здравствени осигуреници. Може правиме тогаш? А што правиме ако ве прашам дека може би ако испадне дека се поише? Не се поише, нема шанса да се поише. Значи, затоа се крие. Океј. Во Источна Македонија влада е бела смрт. Повеќето цела Македонија, не само Источна Македонија. Значи, се сложувате со мене. мене. Правецот на дестинација кој на каде фаќа. Ние се согласуваме дека они имаат многодетни семејства, ние немаме семејства и се разараат и овие постоечки. Дека македонците се иселуваат. Колку стотици илјади зема бугарски пасоши за да идат во Европа и така на. Значи, се помалце македонци, а се повеќе албанци се раѓаат. И сега, ја би ми било мене драго од некакви мои патриотски причини да они се стварно 14%. Но фактите, кои еве например, ќе ви кажам, од ВМРО ДПМН не сум ги добил, од Владко Ѓорчев за наталитет. Село албанско во Гостиварско има поголем наталитет од што Штип. И сега како ја ве разбирам. Еве логично е кога човек ама ја на глас ја зборам конфузијата. Еве во правост не сакаат попис, бидејќи се плашат што ќе излезе на виделина. Од друга страна, поразувачки се, токму моите новинарски сознанија, дека нас македонци нема се помалку. Катастрофално помалку. У што да верувам? Не, ја ве разбирам, вие немате одговор на ова. Никој нема. Има. Но предпоставувам дека во некоја врхушка меѓународно политичка наша работите им се малце појасни. Таа слика нам не ни се дава. Наметна, практично е почета основа на белата смрт која што ти сега спомна. Значи, младите луѓе, младата популација, ние на времето како размислувавме? Изучи факултет, заврши, најди си работа, жени се, формирај фамилија. Се државме до оној традиционално пристап. Децава денешни учи, ама паметот му е да фати надвор, затоа што не гледа перспектива овде. Така. Јас тргнувам од син ми. Вака да ви кажам. Значи, јас тргнувам од син ми, да не одам подалеку. Имате роднини и пријатели во Северна Европа. Секаде. Значи, колку идете на по-север и колку имате се побогати, имате се помал наталитет. Така. Колку имате по-сиромашни, толку има поголем наталитет. Значи, во Македонија не е прашање сиромаштијата. Баба ми, баба ви имале многу повеќе деца, а многу полошо живееле од што денес. Не, поентата ми е дека не е сиромаштијата
суштината на разбивање на македонското национално ткиво, туку напротив, откажувањето од земјата, откажувањето од традицијата, од верата, бидејќи луѓе што останале верни од црква, тие прават деца, тие живеат, тие што се држат до традиционалното, традицијата, до фамилиарното. Нема традицијата, нема врска со сиромаште. Да кажа. не ве лажат кога ќе ви се јават, бидејќи јас сум се сред, ја познавам многу богати луѓе. По едно дете имаат, но познавам сиромашни луѓе кои имаат многу повеќе деца. Зошто бе? Јас стварно немам одговор. Палестина, погледнете ја, има што Палестина. Се случува во Македонија. Само сакам да ви кажам, безперспективноста е најголемата причина за ова што го збораш. така. Затоа што криви се политичките елити кои што го срозија македонскиот народ. Стандардот на овој народ не е овој што го има сега. Сети се 90-та година, малце поинако се живееше, малце поинако беше пристапот. И најнаш од никој ништо, од никаде дојдени, да не ти кажувам за поединци што се председатели на политички партии. Задржете се ше малце да им влезе у тиквата на тврдоглавите. 90-ти години ние се одвоивме од Југославија. Да. Соборивме еден цел режим, воспоставивме нов. До транзицијата ние имавме економски проблеми, али чат пат се живееше така. Нешто работеше, нешто не работеше, али се живееше. После транзицијата, која требаше да не воведе, ние отидовме јабано, избришана е Македонија. Работници на улица, луѓе на 40-50 години со срце в удар, пријатно. Кога се случило тоа? Толкав Значи, одлив на население. туку зошто го направија тоа? Сила ова го детектираме, ама зошто? Немало ни во 50-тите години. Од секогаш имало така, нели тешкото го имаме. Што е тешкото? Ама ваков одлив никогаш немало. На печалба. И 60 и 70 у златното време на Тито што го зборат, Чичко ми отиде у Германија 5, 6, 10 години не се врати. Значи секогаш имало, али точно е како никогаш досега немало ваква опустошување. Поише македонци ќе не гледаат вечерва во Австралија, во Европа, во Канада, во Соединетите Американски држави, одошто во Македонија. Кога ќе ги добијам статистиките на Facebook, тоа е поразително. Кај се? Повеќе македонци има по странските држави неголи во државата. Значи, неподнослива ситуација бе направено на македонците. Знаеш, јас доаѓам од мала средина, од Богдановци, 6-7 илјади жители. Прекрасно место. Беше едно време прекрасно место. Да. Имаше живост. Народот беше на работа. Имаше време и за споредни дејанија. Зборувам за додатни приходи да изработи. Нешто земјоделие, нешто друго трето. Ама имаше време и за нормален живот. Денеска, да паднеш на улица во Богдановци во 10 навечер нема кој да те дигне. Нема човек. Тоа не само во Богдановци така, тоа е секаде. Сметате дека е тоа инженеринг вака да настане не ваква? Не случајно. Не случајно. Ваква депресија, ваква апатија кај народот да се предизвика, тоа не е случајно. Младата популација ти вика едно време, инако се размислуваше, денеска ти вика, гледам да одам во странство. Германија бара Шведска доди, бара Англија доди, Америка доди. Секој гледа кај што има роднини пријатели да го повлечат доди. Кој ќе остане во држава? И ние после се бориме против двојадичност. Не се работи за тоа. Не, во право сте. И кога ќе напуштиме ние земјата... Јас и ти учевме на времето за петки. Денеска учат за пчелички, за бумбари. Сменете образовниот систем. Значи едно мало дете, Јанко, значи она домашното воспитание, она почетното, основата по која што треба понатаму да се надоградува во животот, ја нема. Значи, гледа дома кавги на родителите, од немање пари, од милион други причини. Па на времето немаше така. Беше инаку. Ние со душа со брат ми чекавме татко ми да се дојде дома, да не стави в кола, да не носи, да не дојран, да не шета. Традиционалното семејство е разбиено. Еве, преге случајно загледав, Министерство за култура се токми да спонзорира геј парада. Па ќе спонзорира. Победија, заслужено, заслужено.
заслужено. Што мислите дека вам ќе ви дадат за протест, за задржување на националните интереси? Па вие не сте интерес на оваа нова Македонија, дали разбирате? Нова Македонија ја нарече. Па ова е нова Македонија. Ја препознавате оваа земја? Ова е нова Македонија. Ја не ја познавам. Ја не ја познам. У 80-ти, у 90-ти, у 2000-ти ова не ја познам. Ова е некоја нова територија во која се снаоѓа. Ова што се случува во моментов. Прво да расчистиме една работа. Ние на власт би рекол со препад. Имаме апатриди. Фино кажа. Апатриди, то се луѓе без национално чувство. Ние такви ги имаме со децении назад. И амнестирани терористи. Само ќе се оградам. Тоа не е во моментов. Ние Значи, тоа јас го реков имаме. тоа, не ти. Емисијата е твоја. Да. Значи, да разграничиме. Јас го реков тоа. Значи, Амнестирани терористи, убийци, кои се убива. И од кога тоа датира така? Од кога? Значи, од моментот после ранковниот договор, фала ти многу. Сите навака. Фала ти многу. И тоа го зборувам јавно. Фала ти Значи, многу. да разграничиме. Така. Мене Никој не е амнестиран дека оваа партија е патриотска, ова е непатриотска. Значи, Ги посочувате нашата политичка елита. Точно. За постапките на раководствата на политичките партии. Ако сум јас патриот за Македонија, ако си ти терорист, си ме нападнал државата, си убил, се силувал. Јас немам шо со тебе да седам на една маса, не па да договарам и да практикувам власт. Јанко, имаш исчезнати, киднапирани и однепроштено. Има 68 жртви бранители. Резервен состав, полиција, војски, така на там луѓе кои се бранија државата. Денеска, тие луѓе се ставени во милост и немилост, но оние што се само прогласија за команданти на терористичка организација што ни ја нападна државата. Војната 2001 е класичен напад на терористичка формација од протекторат на независна држава. Колку странски служби се замешани во сето тоа. Во овој момент можеби не е битно, битно е сега колку се замешани. Сега која му е целта? Која им е целта? Финиширање и ликвидација на македонското прашање. Зошто? Ова го тврдам со години наназад. Зошто? Зошто да се ликвидира? И што значи ликвидација на македонското прашање? Колку фалсификати се правени низ последните 150 години врз база на македонската историја, искривени факти и прикажани како нешто друго? Не знам. Многу. Така. Зошто? Значи, нас не учеа, македонската делегација не можела да стигне на заседанието на Авној, во Јајце имало многу снег. Така беше. Нас не учеа дека ние сме словени, дојдени 6-7 век од зад Карпатите со цевка во устата преку Дунав. Нас не учеа... Све сме само староседелци, не сме. Мола? Се сме само староседелци, по не таа сме. доктрина. Така. Ама по таа доктрина. Така. Ние сме некои дојденци, Да, така. паднати од небо. Марс. Да се разбереме една работа. Балканскиот полуостров што го нарекуваат денес, името Балкан го носи од време турско, од време владењето на Османската империја. И значи крв им е, да кажем, по некој... Ние живееме на Македонскиот полуостров. Оваа Македонија, значи е поробувана низ годините. Што не е правено? Значи да се реши македонското прашање, да се ликвидира. 37 пати е спомната Македонија во Библијата, прво и прво. Значи, Библијата е најчитаната книга, светата книга. И не може денеска се наште секакви од секаде и ќе го рушат она што би рекол постои со милениуми. Што и да прават, Јанко, нема да успеат, тоа ти гарантирам. А кој ќе го брани тоа да не успее? Една работа. Секој кој што тргнал против волјата на народот, се знае како заврши. Која волја на народот? На последниве избори? Волјата на народот остави изборите. Изборите се токмат, се фингират и така натаму. Добро. Гледај ситуацијата на терен. На терен? Мака ми е, Така? например, ти некој да беше во Прилеп. Имавме една јавна трибина со Филип Петровски. Така? Требаше, значи тоа треба да се осети, да се доживее тој импулс, таа сила кај народот.
тој револт од предавствата. Значи, може да зборуваме за политички агенти, да политички партии, вакви или онакви, идеолошки, левица, десница, некој ваков, некој онаков, окей. Ние тука имаме проблем затоа што нас ни го чепкат националното прашање. Она што ни е во генот запишено. Разбираш, Енко? Ние сме македонци по род и по крв. Генетски сме македонци. Мене ме убедуваш. Не те убедувам. Каде е народот? Зошто една работа, зашто они нема да успеат. Јас ти гарантирам оној ден, Зоран Заев, кога ќе чепне на името, не му треба на народ ова е дегутантно. И цела оваа приказна ја сведовме на еден човек. Значи еден човек успеа, извинете, не може еден. Тоа што му го припремија теренот, останатите пред него. Значи, еден човек, ако не излекол за уши и село ова ни го направил, заслужено ни е. Значи, прво ние Зоран Заев, за Зоран Заев стои една огромна структура. Само, за жал, народов се пали, па се вреѓа на една личност, токму намерно од тие служби да се фокусираш на еден човек и дека ти е тоа. Додека пред очи ти се случува тоа што ти се случува. Ја пак велам, моето разочарување, не е важно дали сум разочаран или не, но според ова што го велите, неодличен интерес, затоа што, овдека читнувам, вие сте луѓе кои си ја сакате државата и се грижите за неја. Но, она што јас го заклучувам, зошто народот не е со вас? Зборите апатија. Каде, зошто таа апатија? Зошто нема народ? Зошто народот не го чувствува, све нешто виртуелно, народот има незадоволство ваму, ма не го гледам ја тоа, не го чувствувам. Како ќе го одбраниме, како ќе го одбраните името, идентитетот, сето ова што се залагате, како ќе го одбраните, вие неколку десетици илјади души? Ете, тоа прашувам. Како народов ќе го покрене? Дозволи. Да, најде дозволено. Ние, како Македонија, сме на протести од летен период. Така е. Значи, месеци помина. И затоа сте тука, затоа што сте... Имаше секакви случувања. И јас морам да кажам, значи, цело време инсистираме на национално обединување на македонскиот народ без оглед на политичката припадност. Значи, во овој момент се соочуваме во последниот период беше тоа, значи, многу ме замерува зашто јас отворено истапувам против Груевски додека он беше на позиција премиер. Значи, треба да се разбереме една работа. Така е. Дегутантното што ти го спомна пред малце е во следното. Не може да глумиш патриот за Македонија, да излезиш на митинг предизборен од позиција председател на ВМРО-ДПМН и да кажеш една реченица која оди вака: ме обвинуваат дека сум националист. Ако председателот на ВМРО се срами да биде националист, јас то го кажав и порано, ќе го кажам и сега. Мене ми е гордост да бидам македонски националист. Значи, тоа не е лошо, јас ја сакам државата, нацијата. Дали разбирате? Има проблем во дефинирањето на појмовите. Национализмот бил штетен, бил ваков, бил онаков. Да, во комунизмот така беше. Да, и сега измислија шарена револуција. Ја водеа 20 на ЛГБТ таму шарени вакви онакви, кои знашлака Скопје Лонг го направија, излезе народ незадоволен од политиките на тогашната власт, извршители, нотари, што не му измислија, значи за да има што повеќе давачки, и народ излезе на улица по овие барајки нешто подобро. Од другата страна, контраодговор, одма контрапротести ќе правиме. Гдом излезе тогаш се појави. Јас пред една година прашав, во моменти кога се случуваат такви работи, кај се сега тие гдом, кај се шарени така натам, зошто ги нема? Ние протестираме,
Некогаш бевме 20, некогаш бевме 200, зависно од моменталната ситуација, расположение на луѓе и така натам. Некои не излегуваа на протест затоа што чекаа да бидат повикани од страна на некој си квази патриотско друштво, раководство на ВМРО-ДПМН. Не излегуваа на протести, бойкотираа. Ден денеска се случува тоа. За да наеднаш дојде период, морам да го кажам ова, мислам, одредени личности да ги пуштат по Европа, да издействуваат некоја си кампања, нешто што се случи на протестот во Берлин пред некој ден, пред една недела. Истото да покуша да се направи на протестот во Франкфурт и сега имаме еден овид на тие структури буквално да ги преземат протестите. Една работа, Јанко. Имаме мал технички проблем, кратка пауза правиме, само батерија за бубата да се слушате добро и веднаш продолжуваме. Запомнете, застанавме кај Берлин. Океј. Ќе продолжиме веднаш потоа. Онлайн издание со содржини и вести од сите области од Македонија и од диаспората за афирмација на македонските национални вредности во цел свет, секаде каде што живеат луѓе чија етничка и државна припадност ги поврзува со Македонија. Македонско сонце, 18 години, македонски светски магазин. Големиот љубеник во еднината на Македонија. Донатор и голем хуманист. Големиот македонец. Голема љубов кон древните македонски корени. Само сонцето е постаро од Македонија. Ѓорѓија Ѓорđ Атанасовски. По повод брифингот на портпаролот на грчката влада Димитрис Дзанакопулус, кој во пресред на најавената нова средба меѓу Никола Димитров и Никос Кодзијас потенцираше дека нивното барање е промена на уставот на Република Македонија со ново име за севкупна употреба. Председателот на Македонската алијанса Ѓорѓе Ѓорđ Атанасовски опатува следната реакција. Актуелната влада на Република Македонија должи многу сериозни и конкретни одговори на јавноста. Или Зоран Заев, Радмила Шекеринска или Никола Димитров преќутно дале согласност за ново име со географска одредница кое вклучува уставни измени, или пак истите живеат во некаква илузија дека Грција ќе попушти во своите уцени. Што е став на владата? Тоа што го зборува Зоран Заев во Македонија или Артан Груби во Вашингтон на средба со Метјо Нимиц. Македонскиот народ сака да знае што се случува, бидејќи ниту една партија или коалиција нема мандат да преговара во негово име за македонскиот национален идентитет. Сите сигнали од грчка страна одат во насока дека нивниот услов е Македонија и македонскиот народ да прифатат нов идентитет кој треба да се спроведе со промена на уставното име, и тоа веднаш да стапи во сила. Инаку нема членство во НАТО, Алијансата и Европската унија. Нов Букурешки договор не прифаќаме. Бараме итен прекин на преговорите за името. Македонската алијанса уште еднаш ги повикува најодговорните политички фактори во татковината да донесат одлука за заштита на македонското национално ткиво. Доста не е од уцените на грчките националисти. Преговорите треба веднаш да се прекинат. Се додека не добиеме гаранција дека меѓународните норми важат за сите подеднакво, нема за што понатаму да разговараме. Меѓународниот фактор треба да обезбеди спроведување на пресуда на Меѓународниот суд во Хаг. Согласно времената спогодба која се уште е на сила, нема никакви пречки Македонија веднаш да стане полноправен член на НАТО алијансата. Никој не е поголем од македонскиот народ. Не постои сила која ќе не натера да го промениме нашето вековно име Македонија. Референдум мора да има. Во интерес на зачувување на националните интереси, бараме веднаш да се формира државната изборна комисија. Новиот нејзин состав и правила за функционирање мора да гарантираат независност, самостојност и доследно спроведување на законите.
Повеќе не sme да се остава ни малку сомнеш дека најодговорните партии ќе се обидат да спроведат нешто без македонскиот народ да одлучува. Стои во реакцијата на Македонската алијанса, потпишана од Ѓорѓе Ѓорџ Атанасовски. Господине Лунчев, продолжуваме со разговорот. Застанавме кај Берлин. Цело време како разговарате, чувствувам една резигнација од целава игранка како се случува, зборам со децении наназад за Македонија и полека ни се отвараат очите, мислам дека и внатрешните очи се отвараат и стануваат многу работи јасни. Мислите ли дека е предоцна? Не би рекол дека е предоцна. Јас сум испровоциран нешто друго. Повели. Реториката политичка на раководството на политичките партии, вклучително и раководството на ВМРО-ДПМН. Јасно изразено определба, значи Европска унија и НАТО. Проблемот со името ќе велат референдум. Така? Добро, така е. Од друга страна, го истрчаа народот на два пати на протести. Народот излезе и на таа шарена револуција, на која се бербатеше Скопје, лом се направи, од споменик до фасади до така натаму, меѓутоа народот излегуваше на заедничка Македонија. Браво. Резултатот, Браво. вака, значи да ги сублимираме работите, Браво. е кој? Моментот кога народот повеќе не можеше да трпи некои работи, посебно моментот кога се пееше шиптарската химна во Македонското собрание. Како се случи да влезе, нема да го коментирам, ќе го коментирам она од после што се случи. Значи, буквално народот го оставија на цедило, за да дури Груевски тогаш од позиција на председател на ВМРО-ДПМН на еден собер неколку дена после настаното 27 април, излезе и кажа јавно, секој што бил внатре во собранието. Значи, председателот Иванов го има клучот на решавање на проблемот во Македонија. Треба две работи да ги направи. Првата работа, значи како институција, да поднесе во рамките на Генералното собрание на Обединените нации барање, бидејќи Македонија е призната под нашето уставно име од 137 држави, барање за тргање на онаа референца формер Југослав Репабликов Македонија, тргање на сета деноминација и признавање на Македонија со просто мнозинство како Република Македонија, онака како сме запишани во устава. Втората работа, по основ на гаранциите што ги доби од Заев, он треба веднаш да му го земе мандатот. После се ова што се прави. Денеска во Македонија имаме веќе спроведување на таа платформата од Тирана, што е директно мешање во внатрешните работи на Македонија под покровителство на Еди Рама, на странски премиер. Денеска имаме потпишан договор со Бугарија и веќе се спремаат тимови кои што ќе работеле на промена на македонската историја.
нешто што е преседан, невиден, мислам, нема збор тоа како да се дефинира. Сами да се ја бришиме историјата. Па имаше и шеги по основ на тоа прашање. Прашањето во Прилеп 41 година, кој кого нападнал? Кој бил во тој бугарскиот участок? Кој биле тие по улиците? Дали се пукале комшиите? Смешно е. Денеска имаме еден момент, јас некни на грчките новинари од Антена 1 му го реков, значи Грк не може да биде македонец, нити пак македонец може да биде Грк, тоа се два различни појмови. Целиот проблем ние го имаме тука во државата, затоа што ова се малце ќе ти биде смешно тебе, Јанко, ама нека види македонската јавност. Значи, ова е одговорот од основното јавното обвинителство на Република Македонија по однос нашата представка со кое што бараме како Македониум да се утврди кривична одговорност на 120 членови во македонскиот парламент заради изгласување на закони кои што се против Уставот на Република Македонија. Ова, ваков одговор, верувам дека дури хигиеничарката во јавното обвинителство ќе го напише подобро. Многу кратко, многу Нема јасно. основ за јавно обвинителско постапување во врска со кривичната пријава поднесена до ова јавно обвинителство од ваша страна против пратеници од Собранието на Република Македонија, бидејќи пријавеното дело не кривично дело за кое се гони по службена должност. Да. Фино културно ви одговор. Многу едноставно. Слушај, Значи, ова е актот јас се со извинувам. кој што баравме од нив. Знаеш што? Јас сум рекол, ако ме поеде мрак што викаат црвите, ама нема да цвикам и да плачам, ќе се смеам. Кај се вели, Ќе се смеам. Ако те лапне месечината. Ако те лапне месечината. Ау, многу е добро. Ау, ова е баш Богданци. Да. Ако те лапне месечината. Ако те лапне месечината. Ако така. те лапне месечината. Ја ова го купив. Купи го. Што е ова што ми го дадовте? Не прочитај. Значи, праќа се Македонски национален совет Македониум прима јавно обвинителство Република Македонија предмет барање за утврдување кривична одговорност на пратениците. Почитувани, се обраќаме до вас заради утврдување на кривична одговорност на оценување на пратениците од собранието на РМ заради ставање на собраниска процедура законот за двојазичност. Повреден е уставот на РМ член 7, законот за двојазичност кој веќе е ставен во собраниски процедури и кој ја помина првата фаза. Зошто до јавно обвинителство? Зошто не, вака да ве прашам, зошто не го дадете, бидејќи јавно обвинителство, јасно ви е дека нема да ги гони. Ама уставен, да, видовме. Ама зошто не на уставен Јас суд? го добив ова некни, а ти вели Скопје 9.1.2018. Шоубао. Вака се. Зошто не ова до уставен суд? Бидејќи, ако уставен суд, и што ви кажат од уставен не седнале да разговараат? Уставен суд. Истото ова до уставен е испратено, така? Да. И што ви Истиот ден. Истиот ден. Добро. Уставен суд ти вели поинтелигентен одговор дадоа, мора да признам, ти вели вака ние како уставен суд решаваме само по веќе донесени закони. Значи некој што се е во постапка во процедура. Ао, колку лукаво. Пази, нели ти реков на почеток дека... Прочитај самиот. Господине Лунче, нели ви реков дека оваа игра се игра многу лукавно со правни влакненца низ кои се протнува, за да има легитимитет и меѓународната ќе рече, дечки, ако тргне, ако имаме реална Да, ве разбирам. Само по член 308 од Кривичниот закон на Република Македонија, од Кривичниот законник, треба да ги испапсат веднаш сите. Ќе останат двете политички партии без никој и ништо. Без раководство, ти кажам неотворено.
Ми се свиѓа идејава, ми се свиѓа. Во врска со вашето барање, доставено на 22.11.2017, ќе го покажам и на камера, ви известуваме дека Уставниот суд на Република Македонија нема надлежност да запира постапка за донесување на закон од страна на Собранието на Република Македонија. По однос на законите, судот е единствено надлежен за оценување на нивната уставност само во ситуација кога истите ќе станат дел од правниот поредок, што подразбира нивно претходно донесување од Собранието на Република Македонија, прогласување на законот со указ подпишан од председателот на Републиката и председателот на Собранието на Република Македонија и нивно влегување во сила. Значи, откако сите ќе го легитимираат, легализираат, подпишат и така натаму, тогаш жалете се, што умрел пациент. Така. Значи, они ќе го спакуваат убаво. Председателот Иванов не го подпиша законот за употреба на јазиците. Значи, правно е ова сосема издржано. Така. Ама ти вели дека пратениците, дека владата повторно има право да го стави во собраниска процедура и ако го изгласа, председателот мора да го подпише. Тоа го слушнав и стварно не знам, се прават правни преседани невидени до сега со Македонија. Промена на знаме, референца. Што мислиш, зошто го детерминира Уставот од 91-ал, решето го направија? Токму ради овие работи. Како беше? Од една страна ти вели ова чашава е црвена. Фабрички грешки, така беше? Не е фабричка грешка. Како викаш? Фабрички грешки се тие кои што учествуваа во изготвување на таквите измени на законот, на рамковниот договор и така натаму. Да ти ги кажам кои се. Како се правда Љубомир Данилов, Фрчковски и Владо Поповски, професори, учени, преучени. Со нивните глупости ломја направија државата. Од една страна ти вели ова е кривишно дело, од друга страна ти вели ова не е кривишно дело. Кај се има видено, Јанко, кажи ми ти на мене, тој формат на аболиција, на аболирање, на видни личности, политичари и секакви. Направи го криминалот, оплячкај го народот, председателот ќе те аболира и никому ништо, завршена приказна. Значи, ова е програмата на Семакедонскиот национален совет. Прекина преговорите за името и поднесување барање пред ставање крај на оваа голгота, не мора да го образложуваш. Само по себе све, како Јанко, ова да се спроведе? Како да ги натераш? натераш? Ние веќе активно презедовме действија само по првата точка, еве ќе така? кажа. Тоа кажете ми. Формиравме тим. Одлично, браво. За активирање на процесот на прекина преговорите за името и начелно на тој тим го поставивме професор доктор Игор Јанев. Со негова согласност, членови на тимот, јас, професор Нестор Огинар од Америка, професор Игор Силјановски од Виндзор, Канада, Марк Бранов од Канада исто и имаше стручни соработници исто тука од Македонија по меѓународно право. Значи, паметно е играта како што играат они, на правна основа. Така. Добро. Так. Враќање на националното македонско. Дозволи ми да ти кажам што се случи со добро. Јас на последните протести нон-стоп упорно го прозивам Иванов, председател, така, да ја прифати стратегијата на професор доктор Игор Јанев. Единственото исправно решение во овој момент е таја. Дали он има легитимно право или мора да го црпи од парламентот? Да стигне во рамки на Генералното собрание, УНГА, United Nations General Assembly, значи да стигне таму, мора предлагач да биде председателот на државата или владата. Разбираш, значи легитимен орган. Мислите ли дека е спремен председателот да биде екзекутиран со куршум у чело он и неговата фамилија? Не би рекол. Мислите дека ако го направи ова нема никој ништо да му направи? Председателот си молчи. Еден председател случајно му падна авионот, нели? Види, Македонија е рекордер, светски рекордер. По атентати со оглед на тоа колку време сме самостојна држава, по атентати. И тоа е една многу добра порака до наредните председатели, пазете што ќе правите. Киро Глигоров го наместија кај хотелот Бристол. Не, све знам, не ми кажете историја. Да не тераме. Него што значи се тоа? Авионот на Трајковски е посебна приказна. Така. Кој се качил, кој не се качил, ќе дојде ден секи се види. И кој се потеше на прес. Така. Све знам. Така. Но нели е тоа порака која ќе дојдат вакви клучни денови да се запоти тој што ќе биде на таа позиција? Што мислиш? Нападот на Македонија од страна на УЧК. Оти му текнало на тие од таа страна на Скопска Црна Гора да нападнат Македонија? Не.
Тоа е дел од таа играта што те спомнав пред малце. Значи, они се слепи извршители на политики, на странскиот политички фактор од геостратегиски, од геополитички аспект гледано на регионално ниво. Оти не прават проблем само тука, внимавај. Заради нив една Србија беше бомбардирана од страна на НАТО. Заради нив Грција, на пример, во тој дел таму Кипар? Не, овде Чемерија, како го вика. Добро. Значи, они секаде прават проблем. Колку држави сакаат тие да имат? Вака, сваќате дека Македонија не можеме меѓународната се стекне едно мнение, но ја знам и јас сум убеден дека Македонија и тоа како има пријатели во Соединетите Американски држави, во Германија, во Британија. Ние како да и ги изгубивме тие контакти со тие искрени поддржувачи кои уште на почетокот Лигата на народите, почетокот на 20 век, кои на македонските политичари, нивната неукост доведе до ова да Македонија денеска нема пријатели Јанко во светот. Ти честитам за Кажаново. Дали ме разбираш? Ти честитам за Кажаново. Ајде да земеме пример. Колку се постојани членки на Советот за безбедност? Со кој ние имаме добри односи? Ја налутија Кина со тајванската глупост. И тоа беше невидена глупост, дипломатски прашање. Дипломатско самоубиство, како да ти кажам. Од оваа перспектива се прашувам дали воопшто беше. Кажи ми една беше работа. Една голема каква игранка. држава е ова? Да имаш стотици илјадници македонски народ во Австралија, во Канада, да кажеме. Така е. И ти да имаш проблем со тамошните власти, да не можеш да го решиш прашањето на тие луѓе, на тој наш народ таму, да му возможиш да биде ниво погоре во сталежот таму, да кажеме, во политичкото уредување на тие држави. Дури пред 2 години мислиш дека се тие гушени луѓе токму од наши политичари? Тоа удба, знам дека во времето на комунизмот, кога диаспората се бунеше и бореше за Македонија, следбеници моја праќа удба преку матица на иселеници. Тепа ги преку И како тогаш враќање на македонското национално знаме, ставање на земскиот грб златно-жолтлав со круна на главата. Како да се спроведе ова? Како да го вратиме, како да ја тргнеме ова? За председателот ни кажавте. Како овие сега работи кои овде во парламент треба да се донесат? Или да ги донесеме ние како народ на референдум? Како? Ајде вака. Има тука неколку прашања во сето ова. Ние сме парламентарна демократија. Уште по нивните процени така ќе бидеме уште кратко, затоа што во Македонија се спроведува бинационална демократија. Така. Знаеш ти била? Така. Мора да имате коалиционен партнер од албанските партии. Така, разбрав. Кај го пишува тоа? Нигде. Кое правило е тоа? Од 91-а. Отворено од 91-а. Киро Глигоров почна пар да го практикува тоа. Невзат Халили беше председател на ПДП, ако ти текнува. Така. И цело време се бараше согласност од тоа ПДП. Излезе НДП. Додека се караат двете најголеми македонски партии, за да преовладее една, ги користеа албанците. И цело време коалиционен партнер, одредена власт мора да има, да кажеме, представници од албанскиот политички субјект во Македонија, од партиите на малцинството. Алал да име на албанците како ја искористија нашата разделеност. Алал да име, јас викам. Прашај го во Македонија, што си ти вика албанец? Прашај го во Германија, што е вика македонец, ама кој ќе го фатат со кривишно дело. Поништување на рамковната капитулација на Македонија и на договорите од Пржино. Значи и договорот и рамковниот договор од 2001. Договор во комплет треба се збрише. Сета политика што ја водеа раководството на двете најголеми политички партии во Македонија беше политика на слепа послушност према странскиот фактор. Ова ти го гарантира. Ова ми се допаѓа. Ревизија на имотите на сите македонски политичари во земјава и странство од 1990 година па наваму. Да. Ја би направил и ревизија на цела приватизација. Се сеќаваш 91 година? Оваа реченица, се извинувам, не е моја. Ова е
реченица на покојниот Никола Младенов. Точките што ги читаш се дел од книгата што ја напишав Македонска национална доктрина. Јас жал ми е, не ја носам денеска, тука ќе ти дадев еден пример, ама ќе има прилика да намерам пример. Тоа е сето образложено. Зошто? Како да се направи и кои се целите на сето тоа? Зошто да се направи тоа? Не може бе Јанко дошол во политиката, од бил многу симпатичен, нема пари да се купи едно кафе да седне да се напие некаде со луѓе. Најнаш поминуваат неколку години, он е милиардер. Од каде? Што се направил? А до вчера пил. Не, прва работа му била работа во влада. Так. Замисли, прва работа... За таа сметка народот го тепа, го фрлија во сиромаштија, не може да врзи крај со крај. Не сме Јанко ни социјална држава, нас те направија беда од држава. Ова што се прави тука го нема никаде. А има државата за земање, орма ќе те спука со извршители, нотари и секакви арашки. А има народ нешто за земање, ќе најдат модус начин, дали преку локална самоуправа или лево десно, неплатени сметки таму да кажеме за данок или и одма тие средства ќе ти ги рефундират на друг начин ќе ти ги земат. Значи оваа борба според вас вечерва од се вака малце скокаме од тема на тема, ама ми се допаѓа мене. Заклучок кој можам да извлечем е она вашата визија како ќе излечеме од ова еден комбиниран процес на правна, стручна правна битка и глас од народот, поддршка и надвор. Значи еден таков баланс, бидејќи не идете во радика. Но сметате ли ако не успееме во ова, да ги одбраниме овие работи, дека ќе се случи радикализација на македонскиот народ? Еве, значи, се во ова што го ве разбирам. Што ако ништо од ова не се оствари, се промени идентитетот, двојазичноста, на штета и така натаму? До брзање на распродавање на националните, на државните интереси од страна на актуелна власт. Значи, внимавај, ние имаме проблем со актуелниот премиер на Република Македонија и неговиот естаблишмент, министри, подсекретари во владата и така натаму. Ода до тој степен, во име на некоја си демократија, во име на некои си човекови права, филмот што не го направија 2001, значи прво беа терористи, најна стана борци за човекови права и после борци за човекови права стана амнистирани терористи и веднаш министри. Треба да чекам некој што пукал во државата што убива, да носи добри решенија и одлуки за државата и за народот. Кај води тоа? Значи сметате дека и албанците треба да извадат нови лидери, честни, без... Многу мене ме сваќаат грешка, кој ќе речам, јас се мислев вечерва дали да го отворам тоа прашање, ќе кажам. Кажете. Немам ништо против оние кои што се лојални државјани на Република Македонија. Апсолутно ништо. Ама тука веќе доаѓа до извртување на тези. Тука доаѓа до проблем сериозен. Со години наназад политичари кои што се, да кажеме, од албански политички партии, се земаат за право да се вмешаат во преговорите за името. Одат, патуваат во Грција. Со години наназад. Али Ахмети почна прв и така натаму. Се земаат за право како малцинство, не живеат во матичната држава. Они си имат матична држава, ме разбираш? Си земат за право да одлучува за прашањето на мојот идентитет. Кој безобразлук е тоа? Кој цинизам е тоа? Си зема за право едно тенеќе од политичар, еден Артан Грубин, некти да се заканува на македонскиот народ и напиша термин славо македонските дошлаци. Значи, они се староседелци. Како викаше Киро Глигоров на клипот? Ние немаме ништо со Александар Македонски, ние сме дојдени. Тука е целата проблематика. Од каде почнува? Не само Киро Глигоров, има и еден друг, тој беше премиер, Лјупчев Георгиевски. Отвори на YouTube и ќе видиш колку интервјуа, колку вакви изјави има дадено во тој контекст, дека ние немаме врска со македонците, да кажеме, од времето на Филип и на Александар. Да, па настанаме врска, тогаш логично е да се запрашаме
Што ни треба да правиме проблем со Грција? Ако не сме ние македонците, по нивно, Киро Глегоров, Лјупче Георгиевски и други, што е проблемот? Све финиширавте и кажавте од каде ни потекнува проблемот. Значи треба отворено да ги кажеме работите. Но Доста беше со завиени во облан да работи. така е. Но и ја веќе ми е доста да слушам за македонската историја, кои сме и колку сме значајни и сето тоа. Јасно ми е. Дајте како да ја победиме битката. Ја порационално до сега не сум слушнал, освен Македонска алијанса и вие. Конкретни политички, правни, издржани, како што современата денешна политика ги баре. Еве, оваа кореспонденција, ова не моравте вие да го правите. Ова може да го направи било кој граѓанин на Република Македонија. Ама не им се фаќа. Вие имавте храбро се подпишете. Не, он ќе се јави сега по телефон. Поддршка, господине, ово, она вам. Еве, не сакаш на улица. Разбирам. Ги разбирам. Како рековте, мачно им падна како беа злоупотребени луѓето 3-4 месеца кои искрено веруваа лани дека идат и се залагаат за Македонија, а беа злоупотребени во протестите за Македонија. Вакви или онакви. Така. И дел од нив, пази, денеска се претварани под обвинение за тероризам. И никој не се буни што се они таму. А нивни луѓе. Не се. Си ги испраа рацете. Апсолутно се согласувам. И сега ќе се пазарат. Но И оној момент кога ќе ги распродадат, ако успеат да ги распродадат комплетните македонски државни национални интереси, ако го сплескат ова со името, тогаш ќе ги пуштат на. Но македонскиот Ама ќе имаме една друга. така е. Ја веќе ја гледам, затоа ти викам ова ми е нова Македонија. Гражданин на Горна Македониџа. Сичко хубаво. Горно Македониџа. Да. Ендакси. Значи, секој македонски граѓанин може по правен основ и да не си правен. Они се чекаат. Јанко, па ајде излези. Олумчев, излезете вие. Перо, Бранко, Станко, излезете вие, направите па ни. И се некој чека лидер. Не, драги мој. Нема лидер. Нема. Ако не е Заев, ако не е Бранко, дечки... Значи, нема лидер. Сори, лидери сте вие, и ќе кукаме сега, и ќе кукаме сега, Аман Груевски бранија Македонија. Не, македонскиот народ треба сам да се свести, да се исправи, да го најде она силното македонското во себе да излезе тамо. Да се ја брани државата, да се го брани идентитетот и сопственото јаз. Разбираш, Јанко, сопственото јаз да го брани. Достоинството на Македонија и на македонскиот народ. Секој ден. Потребно е обединување, национално, духовно, она што го правеа низ годините, 70-80 години, почнувајќи од Ману, преку школско-образовниот систем и така натам, беше разбивање на македонското национално чувство кај македонците. Затоа сме стигнати до тука. Да ти кажи, денес не ме интересира како ќе се вика државата, битно ме е да имам пари, да живеам нормален живот. Кој нормален живот ќе го живееш, кој ќе те раскрстат едноставно? Одиме со кратка пауза, продолжуваме со гледачите после паузава. Замислете свет без болести, замислете живот без рак, без инфаркти, без мозочни удари, замислете живот и после 100-тата. Кај кунците тоа е можно. Нивната тајна е нивното масло од семка од кајсија. Достапно и во Македонија. Онлайн издание со содржини и вести од сите области од Македонија и од диаспората за афирмација на македонските национални вредности во цел свет. Секаде каде што живеат луѓе чија етничка и државна припадност ги поврзува со Македонија. Македонско сонце, 18 години, македонски светски магазин.
Градско такси Сонце. Повикајте не на телефонскиот број 15 100 или титнете на 072 25 25 25. Ќе не препознаете по сликите на македонското сонце, Александар и портата Македонија на нашите возила. Нови возила со професионални возачи. Безбеден превоз за вас. Ивач Градско такси Сонце. Повикајте не на телефон 15 100. Големиот влюбеник во еднината на Македонија. Донатор и голем хуманист. Големиот македонец. Голема љубов кон древните македонски корени. Само сонцето е постаро од Македонија. Ѓорѓија Ѓорđ Атанасовски. Од недопрените хималајски височини, од малото кралство на крајот на светот, од хунзите, најдолговечните луѓе на планетава, кои не знаат што инфаркт, мозочен удар или рак, пристигнува нивниот еликсир и нивната најголема тајна, унса масло од сенки од кајсија, рачно направено според древна рецептура. Бидете помудри од болестите, побарете го во најблиските аптеки или продавниците за здрава храна. Океј, драги мои, продолжуваме со разговорот, ќе ги вклучиме и гледачите. Ја гледав во прилеп, Филип Петровски се приклучи ко тебе и он е доста резигниран од неговата матична партија, но знаеш што мене ми е? Едно јавување на еден гледач, а не гледам млади луѓе. Гледам или пензионери, или зрели луѓе, или очени луѓе и така натаму. Млади ми вика, да знаеш, вика Јанко, во емисија кај мене, ја го ставив на YouTube, го извадив, вика, гајле, не ни е на нас младите, ни за име, ни за идентитет. Толку сме разочарани у оваа држава. Поразително. И факт е, нема револуција, нема одбрана, ако не излезат средношколци и студенти. У секоја земја тие биле авангардата. Кај нас, не. Историски докажано, во последните 60-70 години, цели системи имат паѓано од студентски револуции, протести и така натаму. Токму така. Јас се прашувам какво е чувството, например, сега, кај овие студентските организации кои што ги нема никаде. Ти си протестираш, држиш говори, имаш пред тебе, да кажеме, одредена маса на народ кој што сака да си ги брани собствените човечки права, национални права, и гледаш полни кафичи, младина, си пијат кафе, си терат некоја шема. Ама сами си кажуваат, сакам да уживам, бе, неќам више да се мртварам. Во што да ужива, Јанко? У било што. Во кафичот, па тој кафич утре ќе го нема. Оти ќе ја нема и државата. Имаме гледач на линија. Добро вечер. Првин со мобилниот мој. Добро вечер, повелете. Добро вечер. Добро вечер. Повелете. Да ви кажам, значи, вакви македонци како овој што е да има баре 10-15 Македонија би светала. Да, а кај ти се внуците, синоите, бабо? Излезени се. Фала ви многу. Ајде, да сте живи и здрави. Поздрав. Одиме со следниот гледач. Добро вечер. Добро вечер. Повелете. Јанко, поздрав до вас и до емисијава. Значи, емисијава ви е добра. Меѓутоа, моја препорака, дали се слушаме? Се слушаме, Јанко? Да. Значи, емисијава ви е прекрасна. Една моја препорака во иднина гостите да малку да ги прибирате. Господинот, сакам да го прашам лично него. Значи, кажува за матична земја. Значи, матичната земја да си одат, он ги препорачува само албанците. Ајде сега да одиме во матичните земји, да одат и србите, и бугарите, и турците. И
Дали се слуша? Мислам дека го разбрав од прилика што сака да каже. Дали Се чувствува навреден да го сваќам, мислам дека ви има разбрано како фашистички повик Македонија да биде исчистена. Не. Погрешно протолкувано од негова страна, сега ќе му објаснам на што се мислеше. Ви благодарам за јавувањето, еве го ќе ви одговори. Значи вака, по тоа што го слушнав, што го разбрав, значи он асоцираше на тоа дека јас барам протерување на албанците и останатите малцинства надвор од Македонија, што не е точно. Значи јас спомнав еден термин пред малце, лојални граѓани на Македонија, така? Браво бе, широк кадар. Значи спомнав лојални државјани на Македонија. Она што сакав да го кажам е следното. Држи го него кадар. Повели. Значи она што сакав да го кажам е следното. Не може припадници на други народи, малцинства во Македонија да одлучуваат по прашањето на македонскиот идентитет. Дали се разбираме? Добро, ви благодарам. А одиме ние со следниот гледач. Добро вечер, повелете во програм. Повели. Поздрав, Лучев. Јас сум негов пријател. Порано малку имавме препреки во некои работи. Сакам да го поздравам и вечера ме одушеви, стварно. Во се слагам со него. Порано се спречкавме ние во врска со Груевски. Ајде, вака, прескокнете го личното, конкретно коментирајте за ова. Не ме интересира нити гледачите дали се знаете, стварно. Да. Повелете. Конкретно. Јас мислам дека сите македонци више не треба да ги интересира партии, ни ЕПС, ни ВМРО. Треба да застанат за некои личности што застануваат како него, како Огинер и други во одбрана на македонското име. Друго ништо не е битно. Кој е Груевски, кој е Заев, кои се тие ништо, тие доаѓаат и си одат. Да застанеме сите да си го одбраниме името и идентитетот. Благодарам за јавувањето, лека ноќ и пријатно. Па рековте да народов да не чека лидери, не да застанува за тебе или ова или оној, туку да се преземе работата во своји раце, ако не се лажам. Тоа беше вашата Она што сакав јас да го кажам, беше во насока на тоа дека народот треба да разбере една работа. Со губење на идентитетот губиме се. Ќе станеме недефинирана форма на народ со кој што сите ќе се подиграваат. Ќе изгубиме сопствената историја, ќе изгубиме сопственото буквално се. Дали ме разбираш? Добро. Тоа ми беше... Режија, дали имаме гледач кај вас? Да. Добро вечер. Океј, тогаш одиме овде. Добро вечер, повелете, да. Може директно сум да влезам? Во програма сте, повелете, ве слушаме. Добро, благодарам. Ево и звукот ќе однавам телевизорот. Повелете. Значи, честитки до емисијата, честитки до гостинот. Одлично зборувате, све да разбираме. Навистина разбираме дека ако го изгубиме идентитетот, све губиме. Тоа е многу јасно. Ние очекуваме наистина некој народ да го победи. Ево, господин го има, тој има нивни способности, има и популарност. Јас го познавам вака од телевизија. Мислам дека тој и други некои организации треба да го победат народов малку да излезе не малку, туку мора брзо, хитно и масово да се излезе. Тоа е мојата порака и така да течи напред. Благодарам многу за јавувањето, лека ноќ и пријатно. Режија. Добро вечер. Здраво, Македонијо. Ошчивка Рако Венцислав. Повелете. Центар за развој на јавното мислење. Доста демагогија, тоа е моето прво, ке свате човекот. Од демагози ни дошло преку глава. Ја имам 2 центри, го канам во Штип. Подхитно да дојде да се видиме. Само вакви мажија треба на Македонија. Ти знаеш, јас се јавувам во сите емисии.
не овде и на Балканот. Само јавното мислење граѓанинот, ако го ставиме пред се, ќе изчистиме се во овие граѓански парламенти, кои се намножени, мултиплицирани и чекат чиста крв. Нешто ново ќе се понуди. Доста со луѓе кои немат мало од Македонија. Добро. Тоа беше се, добро. Одиме со следниот гледач, да. Повелете, ве слушаме. Добро вечер, повелете. Го поздравувам гостинот и му се дивам. А и тој тебе. Јанко, единствено што имам приметба на господинот Ѓорѓи Атанасовски Ѓорѓ. Да се ја слушав и Ја вака, се извинувам. Господинот Ѓорѓ не е тема на емисијата. Не е ни тука. Не е ни тука. Не можеме да го вклучиме од еден бонтон. Одиме со следниот гледач. Дали сум во програма? Да, во програма сте, повелете. Сакам вака првен да ве поздравам лично пред све вашата емисија и вас и господинот што е до вас. Јас сум еден млад дечко кој ве прати почесто. Сега вака сакам да се надоврзам малце на муабетот што го кажува вашиот гостин. Јас сум млад дечко кој што сум бил секогаш за нашава држава, сум останал овде, не сум избегол како сите други, али искрено, Јанко, со оглед на сите овие работи што ги гледаме во последниве години што се случуваат во оваа наша држава, дали вреди искрено кажете ми да се бориме, да искачеме на улица, да правиме било што све за државата. Мислам дека, еве искрено, одговорете ми дека нема зашто, нема причина. Еве нека ти одговори гостинот. Еве млад човек, резигниран. Збори со него. Ќе ви кажам случајот некти вечер. Добивам порака, исто од млад човек, и ми вели вака: со вас сме, продолжете со вашата борба за Македонија. Добро. И му велам, зашто не доаѓате на протести? Зашто? Излезете. Па вика, имам бугарско државјанство, земјано, чекам, вика, да ми се среди работата за месец дена заминувам надвор од Македонија. Младичу, све е јасно, нели? Значи, ако младиот свет, Јанко, не се појави на протестите, не излезе да се го бране собствениот идентитет, собствената држава, така. Ние сме ја утнале работата. Младичу, заклучуваш дека е готово? Пошто од вас зависи. На линија си? Се исклучи. Одиме со следно. Добро вечер, вие сте. Повелете. Повелете. Значи, предходно се јавив, многу брзо ме исклучивте. Дали господинот се навреди од прашањето ли? Не, ја не дозволувам трета особа да вклучувате во муабетот и вечерва ја изгубивте привилегијата да зборувате во емисија. Друг пат, пријатно. На кратко време слушнав на телевизија, мене реагира Мите Василев од Германија и тој Ѓорѓ Атанасовски гадилуи се што не слуша. Спомнувате имиња, ве молам, сечи, кога ќе го слушнеш името на Ѓорѓ, дали во позитивна или во негативна смисла, сечи. Човекот не е присутен тука, не може да биде прозиван. Нити е моментално власт или некој кој би требало да биде тема на разговор. Добро вечер. Добро вечер. Повелете. Да. Ме прекина пред малку. Ќе го блокирам. Не, имам друг. Добро. Не го запамтив бројот. Добро вечер, повелете. Често слушам секакви писања од нашиот народ, само едно да кажам. Пред неколку години еднаш саев на друга компанија на друг канал и им кажав, беше тоа активно промена на името. И како ќе размислам ја за промена на име, ако претходно од Грци се преименуваат по афрички мајмуни и ставци. Друго, има француска
Уште 10 минути. Нека анализа. И многу го каже кој сме ние и чии потомци сме. Ама што со тоа, бе? Толку беше. Добро, ти благодарам за јавувањето. Ајде уште неколку јавувања да ги слушнеме и после ќе идеме на една лична и може би исто така екзистенцијална тема. Последните 15 минути. Одиме со следниот гледач. Кој ќе ти биде последен режија? Имаш уште еден горе? Ало? Не, значи со овој кај тебе завршува. Добро вечер, ве слушаме, ало. Добро вечер. Повелете. Две работи. Значи на гостинот вели дека да се самоорганизира македонскиот народ. Значи тоа не може. Мора лидер. Ако чекаме народот да се организира, ќе поминат години и децени. И второ, на тој младиот дечко што се јави, и до сите млади во Македонија, јас сум средновечен, значи, може да најдат и една причина да си селат од Македонија, и една причина да не учествуваат во протести, да се согласуваат да промена на името, да им е исто, дали се смени идентитетот, до промена на името за мене се менува идентитетот. Меѓутоа, сите нив ќе ги потсетам, од најблиски до најдалечни, значи комплетно за сите и за моите, деца дека доволно е само една работа да останеш во Македонија и да се бори за името и идентитетот. Тоа е љубовта од татковината. Тоа другото е небитно. Значи, кога тоа ќе го имаат моите луѓе, ќе биде во ред. Меѓутоа, најверојатно дека оваа младина сегашна, тоа го нема. Ово го кажувам за жал и тоа е нашето судба. А само да те прашам на кратко. Да. Зошто го нема? Зашто го нема? Зошто се разочарани? Еве, ние постари се родителите, ние не сме една од причините зашто го нема. Еве, јас ја земам одговорноста на себе и кажувам дека јас сум виновен затоа што моите деца немаат таа љубов кон татковината. Значи, амблок зборам, не зборам поединечно, не зборам овако. Зборам за големиот број. Меѓутоа и глобализацијата постоечка влијае на тоа. Немој да мислите дека е различно во соседните земји. Немојте да мислите. Тоа мислувањето што стално го кажуваме од Македонија се сведе волку толку, па знаете ли вие еден потаток дека Бугарија како земја членка на Европска унија во задни 15 години има изгубено 2 милиона од своето становништво, од кои над 75% се млади, работно способни и образовани луѓе. Значи, одговорноста е кај нас постарите. Добро. Ти благодарам за јавувањето. Одиме со последниот гледач овде кај мене. Добро вечер. Да? Јанко, името на Македонија не е добиено на референдум. И затоа сите оние кои барат на референдум, јас за мене се предавници. И што ако се за вас Ама што да се направи? Што да се направи? Се е тоа во ред? Ви го ценам мислењето, ете, си имате мислење. Видите, има полно леко лепи човек што е гостин кај вас кажа. Само нашите политичари, начело со председателот, не сакаат. Се пазарат за име не може да се пазари никој. Ни јас не можам на референдум да излезам и да гласам за дедо ми, прадедо ми и не знам кои за моите деца и внуци. Благодарам за јавувањето и со последниот гледач за вечер. Режија, повели. Добро вечер, повелете. Добро вечер. Добро вечер, повелете. Фала Богу, едва ја добив. Да го поздравам гостинот, многу добро зборуваше. Се гледа дека има патриотски намери. За жал, овој патриотов што е од надвор, Мите Василев, само се јавува, а не доаѓа во Македонија да помогне и да потроши некој динар и тука да каже колкав патриот е, а не од Германија. Да не губиме време, имаш, те молам многу кратко време, мора да... Би дал неколку совети. Мислам дека решението е да бараме од кога ќе влеземе во Европска унија, тогаш да менјаваме име. До тогаш да не мрдаме со името. И втората, единствен спас од дали мисли гостино дека Америка што ни го прави овој заговор како велесила, можеме ние да се избориме да
да се спротивставиме на Америка, која што во секој момент може да ни направи граѓанска војна. И решението, мислам, единствено решение за да ја спасиме оваа држава е порано што сум го кажал, а тоа е да свика самит председателот на државата со сите соседни председатели на држави, соседните наши држави, заедно со нашите лидери, заедно со амбасадорот од ЕУ, од НАТО и од овие големиве земји како Франција, Италија, Англија. Ало? Не се доискаже. Добро, да... Океј, имаш прашање. Кога ќе биде собирот во Штип? Вчера имавме Републичко собрание, се разговараше во таа насока и се прави агенда, значи од страна на Македонијумот, за јавни трибини и протести по сите општини во Република Македонија. Меѓутоа, доколку дојде до обединување на сите организации, издруженија и така натаму, кои што се со една заедничка цел, ние ќе веројатно неверојатно, него сигурно ќе одбереме опцијата за заеднички протести, значи да ги омасовиме и сите заедно да излеземе во прилог на она што го зборувам, значи. А на 27 протестот? Февруари? Јас пред малце спомнав нешто. Не знам што спомнавте во врска со спомнав дека постои некоја интенција за мешање на структури заради преземање на протести. Добро. Најмалце е битно кој ќе ги води протестите, битно е да се зачува државата. Битно е да се работи во насока на национално обединување. Меѓутоа, се соочуваме со еден проблем, за тоа што селективен пристап, значи, од страна на некои поединци кои што беа порано во некоја заедничка Македонија, и да бидам искрен, еве ќе ти кажам, тој термин заедничка Македонија, што значи? Со кого заедничка Македонија? Со сите што живеат тука. Ама тие сите што живеат тука, те викат ќе ја редефинираме државата, бараме вака. Има демократијата дозволува некој и да не ја сака државата. Да. Добро. И да има различно мислење. И сега идеме во една позиција, но ние би требало да бидеме подобри од нив. Од тие структури да се спинува насекаде по социјалните мрежи и бидејќи ние сме на протести веќе од летото. Така. Некој заговара бойкот на тие протести. И сега наеднаш се појавуваат како агитатори за заеднички протести. Дали ме разбереш што сакам да ти кажам, Јанко? Кај беа до сега? Зашто не се придружија на протестите? Меѓутоа, тоа не е момент сега да расправаме за овие работи. Океј. Поздрав до двајцата, барам коментари од двајцата за промената на името, на аеродромот, на автопатот, без никаков коментар, како да ништо не се случило. Само како информација, ако не ви е познато, да кажете пред целата јавност дека името на аеродромот во Солун, Македонија, името на аеродромот Кавала Александар the Great, името на факултетот во Солун, Македонија, сите преименувани во 92 години, никој не ги спомнува или не го знае тој момент. Ценам двајцата, поздрав. Драг пријателе, Може јас да му одговорам? Дали може јас да му одговорам? Да, твоето ќе биде последно. Ја ќе му кажам едно. Грците алал да име. Право или не имале они, без оглед дали се во право или не, 1.000.000 души се на улица. Ние ни преименуваат никој. Така да ја да коментирам, а никој не се побунил, извинете, ја не почувствував дека има отпор. Нема никаков. Ја искрено не чувствувам некаков силен граѓански отпор према тоа. Значи, ако народот се согласува, а ја овдека сум да му служам на народот, и да не се согласувам, окей, народе, тој избор. Повели ти искоментирај. Да бидеме на јасно една работа. Постојат докази дека до 88 година грчките учебници по историја, по географија, значи, за нашата држава, тогаш Република во СФРЈ, го користеа терминот Македонија. Наеднаш, кога дојде осамостојувањето, почнаа да не викат Скопје, но секакви некои термини кои што ги измислија, значи од времето на Константино Мицотакис. Ама се во ова го знаеме.
Познато. Почна со преименување. Така Значи, е. точно аеродромот во Солун се вика Македонија. Така. Почна со присвојување на личности од нашата историја. Го прочитавме и градба на во порака, споменици, го така знаеме. натаму. Што со тоа? Ете, они им се може. Зошто нам не ни се може? Јас спомнав во емисијата денеска дека Лумчев. однесувањето на политичките елити во Македонија Не. дозволи. Народот не. Не си во право. Има еден момент. Доволно имаше време да кажеш све. Се ми го одземаш зборот. Ти го одземам зборот. Македонскиот народ не е единствен. Грците се единствени. Џабе веземе муабети. Крај. Што и да кажеш? Македонскиот народ, Јанко, е бомбардиран преку средствата за јавно информирање. И после ако верува, нека им верува. Вечер преку вечер. Дека мора вака, дека мора онака, дека мора ова да прифатиме, дека мора она да Ете им го, прифатиме. Саше Политико. Политиката Доказ, нека на си се Македонска учат од академија таму. на науки и уметности. Молам. Промовирана после 92 година со инсталацијата на Милошевиќ овде во Македонија. Да не ти ги спомнувам по име и презиме кои се, оти тие истите се виновни. Од позиција на советници на Киро Глигоров за се што се случи после тоа. Така. Ден денеска изиграваат советници и ја носат државата во пропаст. Овој пат за да ги оправат нивните глупости од пред 20-25 години. Има уште една работа. Тука го затвараме муабетов околу Македониум, околу се Македонскиот национален совет и разговорот на таа тема. Не вртете телефони, не ги вклучуваме телефоните повеќе, а му се извинувам на гледачот, мислам дека албанец беше на Вибер. Виберот не можам да го вклучам затоа што кога Виберот звони, а се вклучува симот, исклучува. Жалам поради тоа, предпоставам дека многумина албанци кои се редовни гледачи на емисија беа испровоцирани од некои мигови, но не беше со никаква интенција, барем немаше со лоша намера, но секогаш реториката може некој да се истумачи и погрешно. Не го бранам, си имате и вие право на свое мислење. Господине Лумчев, јас сакав да ви изразам сочувство за прераната загуба на господинот Јован Џалев, еден исклучителен човек кој лани беше гостин кај мене во една силна кампања против мене, моето семејство, токму од тие краишта на Македонија, кој мене ме смета за некаков си непријател, кој овде дојде направи една емисија и сосема поинаку остави еден впечаток. Човекот беше голем борец против изградбата на Казандол и на рудници во јужниот крај на Македонија. Вам ви беше близок роднина. Како се случи така напрасно? Ја се запознав со него, он беше здрав, прав човек. Мене ми не објаснил толкав човек од 2 метри што се вика. Наеднаш почина. Случи тоа што се случи. Меѓутоа неговата борба не беше напразно. И постојат луѓе, да кажеме во Богданци, кои ще ја продолжија истата борба. Меѓутоа, никој од нив не е Јован Џалев, исклучителен, маркантен човек, полн со знаење, полн со прецизни, обработени анализи за се што значеше отварање на рудници долу во југоисточниот регион, значи не само Богданцево прашање, тука е во прашање Гевгелија, тука е во прашање Дојран, Валандово, Струмици и така натаму. Значи еден криминален чин што може да доведе до комплетна катастрофа во тој регион. Тотално ништење на сета флора, фауна и живиот свет. Значи, користење на цијанид, сулфурни киселини и секакви други отровни материи во рудници со отворен коп се знае до што може да донесе. Има направено стручни анализи, има направено се што е потребно, меѓутоа проблемот настанува затоа што некоја си фирма Сардич едноставно се однесува како корпорација која што може се. Јас жалам
Братучет ми беше човекот веројатно кој што ја предводеше целата таа борба, заедно со Ангел Наков од Гевгелија, и би сакал да упатам апел, бидејќи денеска дознав дека иницијативните одбори за буквална одбрана на југоистокот од тие рудници на смртта има поднесено предлог измени на закон во Македонското собрание на законот за минерали или беше или не знам што, затоа ќе те замолам јавно, значи да направиш еден обид да поразговараш со нив, да сето тоа излезе во јавно за нивните активности и кои се причинските последици на се она што се случува долу. Јас имам овде нешто пред мене, што го добив деновиве, и можам да ти кажам само едно, фрапиран сум од ова што го прочитав овде. Значи, вакви рудници, какви што овде подпиша македонската влада, даде концесии, дозволи сите тие работи, во Шпанија, Швајцарија и Италија се забранити. И сега ние сме попаметни од тие држави таму. Доле имавте референдум? Да, значи имаше референдум, референдумот тогашната опозиција, сегашната власт беше првиот, го поддржа. Независно. Народот, значи во овој момент долу не гледа кој е за едните или за другите. Се работи за опстанок. Сметате ли дека почна да го за менувам сигурноста и безбедноста? Ве прашувам. На жителите на општините Богданци, Гевгелија, Дојран, Воландово и Стомица. Дали народот почна да го менува мислењето и ставот од референдумот? Не, мислам сега да се одржи референдум, уште поуспешен ќе биде. Затоа што беа многу жестоки, многу храбри, многу гласни, ама сега како почнав да ги вадам новите сознанија кои ги објавуваат веќе провладини и странски финансирани медиуми, портали пред се, едноставно нема реакција. Или е многу слаба реакцијата. Еднаш дури на сила, малце на мускули, бутав една цела емисија минатата недела, да го чујам гласот на народот. Многу слабо, како да нешто се случува. Ја имам некое предчувство лошо, дека нешто се работи психолошки доле, па е као нема да биде нешто страшно, па као ќе се... Не, јас знам, мене ми е јасно, ја мојот став го кажав. Но, знаете како, ја 2 недели молам некого да дојде од иницијативните одбори за референдум и така натаму. Овие од другата страна веднаш прифатија да гостуваат во мојата емисија. Кој? Сардич? Не од Сардич, од Делев. Добро. Прифати. Значи, он ни ја брани позицијата дека на Македонија и треба. Ја од другава страна, кога контактирам со нив, они ми велат, види, не е сега момент, али кога ќе дојде, крв ќе падне. Имам едно предчувство дека може би сега се стишува и дека може би доаѓа најстрашната работа. Изгледа на народот му станува јасно дека не може да го спречи. Ама на тој Делев не му станува јасно дека на народот веќе довде вака му е дојден. Од нивните политички интриги и сплетки. Ќе го поканам во емисија, ќе разговараме, ќе ги отвориме и телефоните. Покани го Ангел Наков. Беше веќе тој во емисија, како Джалев, исто така беше овдека во емисија. Добро. Жал ми е се случуваат лоши работи и само оние кои што имат интерес по било кој остов од тие рудници, само тие го бранат. Народот да го прашаш. Јас ти гарантирам дека сите се против рудниците. Нема традиција во тој крај за таква активност. Ме разбираш, Јанко? Нема стручен кадар. Народот долу кај нас се бави со земјоделие. Некој лозие, некој домати, некој има други култури одгледува, да кажеме. Разбираш? Ама рудари кај нас и рудници, нека простат овие кои што ја истуркаат целата работа, може би зема и провизија, ама никој долу нема да дозволи идните поколенија да боледуваат од рак и од разни болести предизвикани од нивните рудници од кои што они треба да земат профит. Господин Лумчев, ви благодарам за вашето вечерашно гостување. Посветив ми еден дел. Ви благодарам и јас вам за отстапениот простор.
Се надевам дека никогаш доста време за емисија да се доискаже човек. Па за Македонија се работи. Така. Ако има ограничено време за Македонија. Почитувани гледачи, тоа беше се за вечерва. Благодарам за вашето внимание. Репризата е некаде по полноќ и тогаш ќе биде ставена и на YouTube. Благодарам и за вашето учество. Времето за јавување беше многу кратко. Ви се извинувам што немавте ни доволно време, нити многумина имавме можност да ги пуштиме во програма. Но во некоја наредна емисија ќе го искористите моментумот и за такво нешто. Тоа беше се за вечерва. Лека ноќ и пријатно.